Денеска свечено беше пуштен во употреба спортско-рекреативниот комплекс кај Прилепското езеро, насловен како Прилепско езеро, нови авантури, нови можности. Основната идеја за проектот била да се врати сјајот на некогаш најпопуларното и омилено излетничко место на прилепчани. Проектот е финансиран од страна на Европската унија и од владата на Македонија, преку проектот за локална и регионална конкурентност. Истиот е администриран од Светска банка, а се спроведува преку кабинетот на заменик председателот на владата, задолжен за економски прашања, Фатмир Битики. Комплексот содржи мултимедијално плато, летниковци, урбана опрема, кошаркарско игралиште со трибина, одбојкарско игралиште, 4 маси за пинг-понг, 4 детски игралишта, кои што сите се осветлени за да може истите да се користат и во ноќните часови. Изградена и пешачка патека со должина од 700 метри и ширина од 1,5 метри. Најубавиот објект во функција на рекреативната зона е токму овој мултимедијалниот простор под сенките на зимзелената шума, која представува комплекс од 3 летниковци и 20 клупи за седење, како и плато кој ќе служи за изведување на културни и забавни манифестации, концерти и место за дружење на сите посетители, посебно за младите. Целиот објект е изграден од природни материјали, камен и дрво, со цел да се задржи природниот амбиентален изглед. Овој проект е еден од 57-те проекти финансиран преку проектот за локална и регионална конкурентност на Европската унија и е еден од водечките проекти за развој на туризмот кај нас. Велосипедската патека, па која што беше предвидена да се изгради на ова место, не е реализирана, бидејќи имало грешка во проектот, а парите за неа биле пренасочени во овој комплекс. Инаку, проектот се реализира со големо задоцнување. И би се приклучила и би го поддржала градоначалникот во неговиот апел да го зачуваме овој прекрасен простор, да го надоградуваме, да водиме сметка за него, бидејќи навистина сметам дека е едно прекрасно место каде што не само прилепчани, туку и гости од страна може да дојдат и да уживаат во убавините и во можностите кои што ги нуди овој спортско-рекреативен центар. Комплексот ќе се даде на користење и одржување на јавното комунално предпријатие Комуналец. Истиот има видеонадзор и стражарска служба која што таму ќе биде присутна 24 часа. Јавното комунално предпријатие формира и посебен сектор, оддел, кој ќе се грижи за одржување и санирање на настанати штети на сите спортски објекти во градот. Веќе знаете, можеби и вие, го одржуваме во рамките на можностите градскиот стадион, го реновираме спортскиот комплекс на Могила, новиот, постоечкиот тревнат терен, теренот со вештачка трева, плюс сега го добиваме и овој спортско-рекреативен центар. Значи, ние направивме сектор посебно со стручни лица, кој што секојдневно ќе биде ангажирана екипа која што ќе се грижи за хигиената пред се, за одржување на инфраструктурата, а понатаму за збогатување на содржините. Се надевам дека ќе имаме соработка и од локалната самоуправа, бидејќи сите тие зафати и активности кон овој објект ќе треба да имаме поддршка и од буџетот на општина Прилеп и од граѓаните на општина Прилеп. Главниот апел кој што беше упатен денеска е овој комплекс да се чува од страна на граѓаните и да не се расфрла ѓубре на сите страни, затоа што во последниве денови бевме сведоци како летниковците се затрупани буквално со ѓубре, иако контейнерите се наоѓаат на само неколку метри од нив.